Сега ќе ви покажам како ја уствари од каде и што зимам во соработка со млекара Маско, и кога не ми се јаде леп или сум на кат, ја гледам да мавнам кашкавал во замена. Потамо еве уствари урдата. Опа, ево чувениот кашкавал. Ќе си украдам што сакам. Здраво сите. Денеска во малку по необично видео од обичните. Нема нешто со вежбање, ама пак е дел од ќе иде кат. Како што кажав, денеска не правиме ништо поврзано директно со вежбањето, но правиме со нешто што е многу ствари побитно после вежбањето. Знаеме дека сите што вежбаме поактивно, маваме поише по протеинска исхрана, што од протеини, што од поздрави масти, и многу често слушате и сите нутриционисти како ви викаат дека млеко и млечни производи треба да се внесуваат. Во колку количини, како што, тоа кој како сака. Сега ќе ви покажам како ја уствари од каде и што зимам, за да можам да дигнам на, каков бев на 18 години, 160 кила бенч, валјда. А резултатите што ќе ги имам во нареднава година, ќе видиме како и што ќе се дигнат килажите што ја уствари ги бркам, пијарсот, нели? Многу често ме прашуваат вежбачи, гледачи од каде каков протеин зимам. Тоа ќе го видите се денеска во видео. Многу често ме прашуваат дали јадам леп или јаглехидрати, од каде зимам енергија, од каде зимам маст. Обично кога немам време и кога не ми се јаде леп или сум на кат, ја гледам да мавнам кашкавал во замена, на пример. Млеко, како млеко се пие, нели, секогаш со протеин, добро и за вечера, а обично со секој ручек се мава и јогурт. Сега, денеска во соработка со млекара Маско ќе ви покажам како нивните производи, зависи што имаат, што се прави во моментов, од кашкавал до урда, до јогурт, стварно не знам од тоа, толку не се разбирам, не сум технолог, си имаат некој што ќе ни покаже, што ќе ни каже. Ќе влеземе и ќе видиме како се одвива нивната припрема на одредени производи, нели, кои јас секојдневно уствари ги јадам. Сега како се прават, имам прилика денеска во видео да ви покажам и да ви представам. Да видите чисто како иде цел тој процес и дали ќе ви се бендиса да си земете вие нешто, па може да падне некој гиваве во еднина, ќе видиме нешто. Сега тука чекај, стој, овие џабе, ќе ставим, знаеш што да им ставиш на фаци? Ти што да им ставиш? Тремболон, шишенце тремболон. Мораш, ќе ставиш? Джиджи, шише трен. Ајде сега, влеговме у робија на опрема, така да, нели, мора ја да ставам мантил, овој не е како тој што го имам на факултет, ама пак врши работа. Ќе влеземе внатре, може и ќе удриме рекет како што обично секогаш правам. Видиме некој кило кашкавали, нешто таму. Имаат комбиња спремни за дистрибуција. Сега ова, валјда вака, Уф, како перфектен шеф. Така да, дај да го закопчувам. Искрено мерак ми, ама не знам како. Дали ќе успеам пастероиди да најдам во млекара? Најверојатно не. Ама хантот за тремболон никогаш не застанува и не се знае кога ќе биде успешен. Јас сега ќе зоврам ако не влезам внатре, така да не знам од каде треба да упаднам. Таму пишува забране 2, ама моментално јас сум рекетар, али као. Ај дој тука да види. Ама не знам ни дали смеам и дали можам да упаднам. Сега ќе прашам. Од кај се влага сега внатре? У лаборатории, у припреми, у све живо. Од тамо? Бевме во инспекција, сега како што треба и може да влеземе и да удриме рекет на некој кашкавал. Ми се допаѓа тоа што има мирис на чисто млеко. Тоа значи дека нема хемии, дека е онака како што треба. Тука е сега нешто кујна, тоалети и ние влагаме во производство. И има тука нешто, гардероби вамо тамо и тука е производство кај што пишува дека е забрането влез, сама што е забрането за сите не е ни за мене. Сега, тука вака ја како што може да приметам и колку успеав да се едуцирам, се казани за производство на што беше набиено сирење, на намаз, на сирење обично, на урда. Еве уствари урдата. Јас кога почнував со моето вежбање, тоа не сум го кажувал никад, пошто нели не сум имал некоја потреба и не ме прашувале толку. Протеините највише ги фаќав со добро старо познато македонско јајца и урда. Дали јајца и урда, па дали нешто јогурт, нешто млеко. И протеинот што го зимав, на крај ќе ви го покажам и тој е од тука. Тука гледаме еден тон казани, сега ја не ќам да пипам ништо да не биде, да не има на вести. Сител канал 5 нешто. Тука не знам исто дали смеам да влезам, ама ќе влезам, зашто да не. Исто некакви казани за производство на некој од многуте млечни производи. Сега мене нешто ме интересира, ја таму гледам некои готови работи. Немам тука некоја вилјушка да убодам, а немам ни ракавици да си ставам во торба, да удариме рекет. Тука исто е некоја машина за што е ова? Да, што е ова? Ова е, пред се да знаете, јас сум не пипкам ништо, имам мантил, имам, како се вика ова? Не знам.
не пипкаме, ама да, еве некој како готов производ тука, зашто е оставен искрено, не знам. Ќе напишам тоа во дескрипција кога ќе се едуцирам со стручни лица од овдека. Така да, доста интересно, не сум видел до сега како изгледа една млекара однатре. Таму читам комора, топла и ладна. Таму ќе упаднеме, мене ме интересира што има позади оние работи таму. Сега ќе видиме, пошто зашто да не. Магазин, аха, добро. И тука има некаков си каз. Океј. Тоа е следно ќе биде дали смеам ја да влезам уствари тука сам или да пробам. Ја ќе пробам, ама дали смеам. Ама ова е ладна, ова е топла уствари. А може да расипам нешто ако влезам сам? Аха, GG. Са ја не би надалje. Топла комора, мене ми е искрено. Да, ладно. Добро. Ау, тука више нешто зуи. Нешто бучи. Да. И тука е топло. Бога ми ќе почекаме некој од надлежните за да влезам тука. Не сакам видео да заврши со 1-1-2 и стојанче. Safety first. Добро, ама... тука е стварно баш ладно. Ке влезам и таму. Доста интересно. Сега идеме по надлежните и ме интересира да ги видиме производите, да удриме некоја дегустација, нешто и да ви го откриам протеинот што јас долго време го пијам, а на никој не го откривам бидејќи зашто да си го откривам тоа што можам да го задржам за себе. Македонска работа. Покрај производство добив дозвола и за упад во лабораторија. Да видиме јас како медицинар, како инспектор искусен да видиме лабораторијата во млекара, си имаат најли посебно. Тука е некоја вага, нешто, овие се инструменти, ја ги имав овие на пракса. Моја биохемија ќе ме паднеше, пошто не знаев што е ова. Не ни знам сега што е професор, ќе имам седмица. Ако го видите видео, ете, у вашина да знаете дека не е битно. Тука што имаме тука, што е? Ова е некаков инкубатор, нешто, не знам, за некои бактерии. Ова стафилококус во средно. Ова е тука и на факултет сега. Боже. Тука вајда се, што се правеше, се култивираат, се елиминираат. Па и сака постручно, нека погледне во дескрипција. И така, ништо, посебно своја лабораторија. Еве сме сега тука пак назад во производството, назад тука, со некој од надлежните што знае малце поише од мене. На крај ќе видиме што како кога ќе пробаме некое чисто кратко објаснување нешто за работи. Кога светло, опа, чувениот кашкавал. Тука правиме рекет. Каде ми е торбата? Се враќам сега во кола. Бре. Искрено да, искрено, GG. 17,7, 16,7, 18, папа, кај има ли 20? Папа, ете и таму има нешто. Да. Знам каде да дојам кој ќе ми зафали кашкавал. И тука е више запакуван, тука што е ова? Тука да, биено сирење, тука. Оп, што е ова? Смеам да пипнам? Опа. Која кофе? Ова е кашкавал. Ќе видиме ова на крај, ова личи интересно за дегустација. Нема врска. И тука, ова беше онаа ладна комора, бога ми баш е ладно, вака сега за лето ја можам тука да се стационирам, не ми треба ништо, имам за јадење, ќе најдам и за пиење. Еве урда, како што ви кажав, само уште јајцата ми фалат и ќе си пржам тука. Уште некој тек да ставам и тоа е тоа, имам своја соба, имам преживувалиште. GG. Океј, ова е баш онака интересно. За малце ја неписмен 10.000 кила ќе помислев, оно кантата е 10 кила. Знаеш. Добро, GG. Ништо. Од тука сме да искочим? Испад правиме. Опа, нова просторија. Да. Ладна комора. Океј. GG. И од тука уствари излага. Па да. Сега ќе видиме. Значи, инспекцијата од моја страна помина одлично, искрено. Го видовте делот кај што се прават работите, го видовте делот кај што се чуваат работите. Интересно. Сега ќе влеземе, ќе направиме упад, ќе покрадеме нешто. Чисто за дегустација, да ви представам. И нема да им вратиме. Реално зашто? Треба да вежбам, после ми требаат протеини. Таман. 1, 2, 3, 5, 6 оброка, од тука ќе си склопам за наредни неколку дена. И тоа е тоа. Од самиот влез до самиот излез, интересно. Сега како ми беше жешко, се разладив таму убаво и GG. Ајде ќе видиме сега во делот кај што ќе пробаме. После успешната инспекција, ги производите што ги видовме таму, а мене што ќе ми се свиѓа, ќе влеземе да украдеме. Тука прво, ја би сакал да пробам урдата, иако мислам дека добро знам на што вкус ќе има и како е, пошто ви кажав дека со јајца ова иде како подмачкано.
Да. Ова може и вака да го јадам. Ако некад сум фрка со оброк или со протеини, само зимам директ вака урда и не морам со ништо буквално да припремам. Имам цел оброк тука. На 100 грама има околу 20 грама протеини, што реално за оброк 200 грама урда, 40 грама протеини, плюс 3 јајца, плюс нешто додаток и ете ги пола протеини за цел ден. Искрено, GG. Сега, ова знам дека е биено сирење, ова знам дека е кашкавал. Нив ќе оставиме за крај пошто се по-бейзик. Сега, што мене ме интересира? Ова тука е кашкавал со мајчина душица. Ја вакво немам пробано до сега. Многу ме интересира. Да, се осеќа мајчината душица ствари, како чајче. Боја ми на вкус, онака, убаво со зачин, не е празен као празен кашкавал, туку баш се гледат парченца што се. На ова, на кашкавалите сите туку ствари има, сега варира од на 100 грама кашкавал, во овој например што е чист може да има и 30 грама протеини, во овој може да има 25, ама тука се некаде 25-30 се тоа GG. И да, ова искрено ќе оставам да не попапам све, пошто треба да се проба од се. Сега ме интересира, ме смениме на биено сирење. Искрено, ја биено сирење кој биено сирење не го сакам многу, поише ми убаво обичното, ама зависи до сирењето, сега прв пат ќе го пробам, кај како за во салата е топ. Онака посолено е, бидејќи биено као биено сирење. Може, убаво е. Имам неколку пати на други места пробано, не ми се свигало ичнего, као не го готивам, ама за разлика од ова е убаво. Би го комбинирал исто у некои салати. До сега го немам јадено, ама може сега ќе го пројадам. Сега тука наредниот вид на кашкавал со буковец. Овој би требало и љут мас. Океј, на мирис не се осеќа толку. Не е љут, дава малку шмек. Најдобар е за сега овој води со мајчина душица. Убедливо. Никаде го немам пробано и многу ми се свија. Да. Сега тука па до оваа страна ја не со црн бибер. Се гледат парченцата бибер, значи не се штедело. Искрено не знам што да очекувам. Обично во супа јадам црн бибер и онака. Тука да, се осеќа таман колку што треба да го даде шмекот, да го даде зачинот. Да има повеќе од ова нема да биде вкусно. Дефинитивно, ама вака е таман. Лица ми од кашкавал. Од тука од кај што го издивам нонстоп од маско е GG. На многу места пример ќе пробам нешто па вамо не ми одговара, вамо е тврд, вамо е мек. За сега пак води ова од мајчина душица. Идеме на обичниот кашкавал, чисто многу добро познат. Види текстура, GG. Да. Секогаш обично го рендам во микровална или во печка да се стопи и тоа е тоа. А кога сум краток со време, баш вака го сечам, исто како што ми го исекува тука на вака на лентички на линии и иде на место замена за леп. Пример, скоро беше така, нема време за оброк, немав ни леп дома. Земав пирешко, направив со некој сос нешто и секов вака кашкавалчиња на линии за да ми замени као здрави масти. И тоа е тоа. Протеините ги кажав на се тука од прилика од 100 грама. Највише мислам дека има во сепак овој кашкавал, мене ми искрено GG со мајчина душичка, околу 28 грама на 100 грама производ. Секаде го имате оној казин, не е хидроизолат има само во ониот прашаци што се пијат директно после тренинг. Овие се оние здрави протеини што реално сите ви кажуваме и така треба. Ако имате ви услов преку исхрана да ги внесете сите протеини што ви се потребни, не треба воопшто да пиете прашак. А прашакот и тоа е тука, се крие позади камерата, ќе ви го покажеме и него на крај. Сега, тоа беше тоа што имав ја да кажам. За постручно ќе се обратиме нели кај шефот од млекарата да ни објасни нешто по детално. Тука сме сега со Мими, главната во млекара Маско и како што ви кажав нешто постручно за овие производи тука што ги има, ќе ви каже она. Мене чисто директно ме интересира пошто не можам да чекам да прашам. Мими, кажи ми како го произведувате кашкавалов со мајчина душица, пошто искрено тој од сите овие производи ми остаи најголем впечаток и ми е најдобар и би ти препорачал да ујачате производство на него пошто реално јас сум искрен, ако е лошо ќе кажам дека е лошо, ама добро, така да мислам дека луѓето ќе сакаат да го пробаат после ова. Здраво, Марко. Поточно за кашкавалот со мајчина душица, тоа е 100% крави кашкавал, како што напомена има скоро 30% протеини, исто толку и масти, но тие масти се и здрави масти, нема само лоши масти, нели што сме научени ние да кажуваме дека нечини има лоши масти. Содржи млечниот протеин, исто е состоен од 3 вида на протеини, уствари, најголем број застапен казинот, има лактоалбумин и
лактоглобулини. Значи, еве сега тебе ќе те прашам дали знаеш што се лактоалбумини? Искрено, пак ќе кажам, професор, ќе ако го гледате ова видео, што биологија, што биохемија, само скипнете го овој дел, моментално паднав еден предмет, тоа ќе ви кажам ја нешто понатака, не, моментално не знам ништо, не ме џабе ќе ме прашуваш. Тој е протеин, уствари, што го содржи мајчиното млеко. Тоа е исто многу добар и многу здрав протеин, а лактоглобулините се протеини кои ваш вежбачите најмногу ве интересираат. Тие ја зајакнуваат мускулната маса, значи директно удират на растање на мускулната маса и добро ги спроведуваат аминокиселините низ целиот организам, што значи исто раст и регенерација на организмот. Што значи за тие што сакаат да вежбаат, ако сакаат да внесат протеин, да не биде тоа прашак изолиран и вако, здрав може да го внесат преку кашкавалот, а најмногу преку урдата. Океј. Искрено да, нешто те научив и ја дека кој протеин директно влијаел на раст на мускули, тоа не сум го знаел до сега, не сум бил до толку едуциран. Тоа беше тоа нешто богами добро инфо за кашкавалов со мајчина душица и од сите овие тука работи мене ме интересира исто, кажи ми за биеново сирење, што е уствари разлика измеѓу обично сирење и што е разлика измеѓу биено сирење, зашто ова е толку посолено, обичното не и тоа едино. Од аспект на витамини, минерали исто ме интересира дали колку како содржат, што дали знаеш. Вака, разликата во самата рецептура, тоест начинот на приготов. Биеното сирење е многу поблиску до кашкавалот, значи многу побогато со протеини и масти, за разлика од обичното бело сирење, што значи во самата подготовка на биеното сирење е потребно поголемо количество млеко него за белото сирење. Посолено затоа што е традиционален рецепт и така се подготвувало од секогаш генерации и генерации наназад. И самата цврстина, тие дупчиња, начинот на работа и солта многу влијае. Но, доколку сакаш да внесеш исто доволна количина на протеина да бидат здрави, значи преку исхрана, сирењето може од вечер да го ставиш во ладна вода со капаче, да го прекопиш цело и са балјето да си го извадиш ќе биде скроз одсолено. И ќе биде меко и младо сирење. И ќе биде многу убаво и многу здраво и ќе внесеш скоро ич на посто на сол. Нешто што нели солва ви задржува вода и вие не сакате вежбачите да внесувате, мада и да биде процент солено и тоа е здраво. Натриум треба. Ете, вие што овертознувате со креатин, слушнавте како за помалце вода. Искрено и ова не сум го знал, може ќе го пробам некад у некој видео, ќе ви го покажам како што иде тој процес. Тоа е тоа уствари. Урдата како урда не ќе да ја коментирам, тоа сите го знаеме колку е уствари тоа. Добро, ви реков мој омилен фаворит од овие работи е урдата, ама ново што го имам пробано е тој кашкавал. Тоа беше тоа, фала ти Мими што ми ги покажа овие производи. А сега ние ќе отидеме, нели, ви реков, да украдамо тоа што највише ми се свија. Се гледаме за кратко. Значи, како што кажам, проба помен успешно искрено. Тоа е кашкавалот со бибер, што беше? Онак, тоа ќе го ставам вака најдоле, ова со мајчина дусица искрено беше джиджи. А сега забранет влез, ладна комора, луѓето се сите на работа тамо. А сега ние ќе отидеме, нели, ви реков, да украдамо тоа што највише ми се свија. Како што кажав и ветив во видео, ќе си украдам што сакам. Мешан кашкавал, урда, опа, 10 кила, тоа ми се свиѓа. Тука има мешан кашкавал 2 кила, окей. Дали ќе го најдам тој со мајчина душица тука некаде? Тој беше знам позади. Ова е со бибер, со буковец уствари. Магданос. Опа, буковец. Ништо, ова со магданос, ова е некој тајен производ што до сега не ми го покажа тамо. Значи, се спрема нешто, опа, нешто работат на случај. Добро, невитно. Да си идем и... Ама не, ова е нешто друго, ова не знам што е. Ајде. Толку можам да носам во една рака, ќе се вратам ја пак и за камерманот да земам уште еден пакет новогодишен. Мора да го затворам ова, да не направам белја. Така да, драги мои, после викајте нема профит од YouTube. Ќе дојдеме, ќе удриме инспекција, рекетажа, па еве еден воркаут, немој само да пукне кофава па да биде жустро. 10 кила урда у фазла. Зимаме ова, го товариме и може да прогласим успешен крај на овој денешен ден. А тука има и, што е кучено, гледа кучено, жива кучено. Немој гајле на него. Ја ќе се замарам за протеини. Добро, искрено, успешна кражба, успешен ден. Ја си земав новогодишен пакет. Ево, Пежо. Тоа.
Ја сега ќе го сместам се во гепек и палиме колата и ќе се вратиме само кога ќе треба да удриме нов рекет. Тоа беше тоа. Гостоив овој веќе манти. Што се кажи? Ај летај таму. Еве, во ова, например, има 200 грама протеини по 100 грама месо, така да кој сака може да го дигнеме и куче. Завршивме инспекцијата помин успешно, рекетот го направивме, работите се во кола, не фатија, ги исклучивме камерите пред да излеземе со тоа. Сега нормално тие финеси не ги покажуваме на камера, мислам зашто би. Ама тоа беше тоа. Се надевам нешто научивте како и секогаш, со нешто ве насмеав. Оставите лайк, шер, субскрайб, пишете во коментари и за наредни видеа. Ако ви се допадна ова видео, поддржите го. И тоа е тоа, идеме до 1500 субскрайбери, па здравје Боже и до 2000. Се гледаме во некој од наредните видеа и тоа беше тоа. Чао!